Добровечер, победничко помолно дътване и колекцията за полно Македония. Добровечер, македонски браќа и сестри на Слободно Делчево. Најпрво би сакал да ги поздравам нашите ценети гости. Луѓето кои трикно се борят против уништувањето на македонштината и против криминалот на оваа народна власт на СДС и ДУИ. Луѓето кои ќе ја издигнат Македонија од пепелта во која се наоѓа. Дел од средината на помок ДПМН, кои ќе ни ја вратат Македонија и ќе ја направат уште подобра и погорда. Почитуваната господја и пратеничка, Господението на Република Македонија, Рашел Митрачи. Координаторот на пратеничката група на Ново ДПМН и мој пријател Никола Митеси. Македонскиот историчар, научен советник и редовен професор по Институтот за национална историја во Скопје, почитуваниот професор Ѓорѓе Малковски. Огромен поздрав и благодарност до нашите ценети гости од соседните општини и до нашите коалициони партнери. Драги мои осечени, најпрво ви благодарам за резултатот во првиот круг на председателски избори. Докажавме дека македонците се народ со кој никој не може да се поигрува и да ги уништува од корен. Ви благодарам од срце Делчево. Благодарам на мојот тим, мојот општински комитет, општинскиот изборен штаб, во кој верував и кој потребно беше на терен, за да ја развои свеста и совеста на сите наши сограѓани, кои им даде храброст и поддршка да се изборат да ги казнат оние кои ни оценуваа и уништија. Верував во нив и тие веруваа во мене и докажавме дека само на тој начин ќе уништиме едно големо зло, зло за Македонија. Благодарам на моите млади сили, нашето светло на крајот од тунелот, нашата делчевска иднина. Благодарност на моите жени, моите ветерани, патриотскиот институт и сите оние кои ги применувате за оваа голема победа за Делчево. Живееме во време во кое нашиот народ покажа дека сака успеши. Нашиот народ покажа што значи пркос, покажа што значи непокор. Покажа што значи да се бориме за подобро утре на нашите деца. Народ македонски стави крај на долгогодишните криминални тендери и пустошење на СДС и ДУИ. 121 година од смртта на нашиот македонски великан Гоце Делчев. Не случајно се сопаѓа со приличарието на можеби најголемиот избор што ние како македонци мора да направиме. Дали сакаме иднина без уцини или сакаме во мала речица ДУИ да ни ја крои судбината на нашите деца. Изборот без уцени подразбира 61 пратени за Ново ДПМН во македонскиот парламент, а спротивното значи калкулирање и страв од делување, значи вртење грб на нашата татковина Република Македонија. Граѓаните на Делчево и целата Источна Македонија се темелот на македонскиот непокор и пркос. Тоа го покажавме најпрви на 24 април. Тоа ќе го покажеме со победа и на 8 мај, кога ќе ја збориме и уште повеќе за да постигнеме резултатот кој што ќе гарантира стабилност и развој без уцени и непристојни понуди. Денес на овој ден, во името на ликот и делото на нашиот патрон, чие име го носи нашиот град Делчево, сакам да зборувам за визија и знаење, за решеност и човечки потенцијал и капацитет. Делчево има капацитет, Делчево делчевчани знаат како треба. Големата победа на 8 мај, кога ќе ја избереме новата председателка на Република Македонија, почитуваната професорка Гордана Сијанова-Седавкова, и ќе обезбедиме силен мандат на нашиот председател професор доктор Христијан Мицкоски. За да реформира идната влада, подготвени сме да се вложиме себе си во создавање на подобри услови за живот за македонските граѓани во сите сфери на општеството. Токму, како што Гоце Делчев, современо крстосувал по овој наш терен, од селото Панчарево, па се до
Ке го вооружиме нашиот народ со најдобро знаење, реформирано образование, употребливи теоретски и практични вештини. Делчев бил познат по своите патувања, како со железница, така и по останатите знаени и незнани траектории ни секој дел од етничка Македонија. Денес, во 2020 година, повторно зборуваме за потребата од модерна сообраќајница и комуникација. Нашиот фокус ќе биде железничко и патно поврзување на Македонија. За драчевчани и за граѓаните од Источна Македонија, предвиден е да се доизгради експресниот пат Делчево, Виница, Кочани, но и голем број на други регионални и глобални патишта. Сакам јавно овде да порачам дека јас, како председател на Општински комитет на Народно допрвање, му верувам на најперспективниот тим на политичари на Народно допрвање, кои знаат што треба да се направи за да се обезбеди целосна позитивна трансформација на сообраќајната мрежа во Делчево и Македонија. Ако претходно Гоце Делчев сонувал за безбеден и поврат сообраќај за Македонија, денес наша обврска е тој негов сон и да го оствариме. Сите ние сме растени со приказните и легендите за коридорот на Гоце. Комуникацијата во 1909 година била сведена на пренесување писма, а денес нашата обврска е да создадеме модерна телекомуникацијска и медиска инфраструктура, по насовремени светски стандарди кои од Македонија ќе направат балкански телекомуникацијски джин во срцето на Европа. Војната мудрост и стратешкото размислување по кои бил препознати Гоце Делчев. Во годините што следуваат и ги претвориме во силен општонароден инструмент за одбрана на Македонија, пред сите современи закани и предизвици. И на крај доаѓаме до потребата од меѓусебна доверба и зградивеност, идеали и вредности на кои Гоце Делчев особено обрнувал внимание. Единствениот кој со само 30 години го разбрал село како културен натпревар по народите. Би сакал овде пред вас да споделам еден мал дел од мојот живот, од моето детство, мал дел кој е од големо значење за мене и моето семејство. Од мои 4 години има една убава македонска песна и таа песна посредно 30 години ми тече низ вените македонски. Таа нарекува македонска песна која гордо вика: солзи сами капа простини, тешки си во твоите планини, плаче срце од три страни со крвави многу години. Го гледам тука моето семејство како да ги гледам сите овие 36 години. Поддршката ваша е неголемиот мотив уште посилно да нагазиме. Важно е да знаете дека врновото допрвање е причината толку нашето семејство да биде толку многу големо. Зголемено со сите честни луѓе овде околу нас. За жал, загубивме важни луѓе. Македонија и ние загубивме браќа и сестри, мајки и татовци. Но овде мора да си ветиме дека ќе се бориме и нема да изгубиме татковината. Татковината на моите деца, татковината на вашите деца. Јас верувам најмногу во вас дека вие сте истинските луѓе и тие кои ми помогнете и овде во Делчево и нема да ја загубиме Македонија. Доста ни беа предавства, доста беа поделби и нетрпеливост. Сигурно сум дека горе некаде на небото Гоце Делчев би бил горд на својот народ, ако е били обединети како заеднички сите работиме за доброто на Делчево и нашата Македонија. За секој има место под ова македонско небо. Толку затоа денес се обржуваме оваа трибина под наслов "Современ контекст на идеите на Делчев", нашата улога во борбата за која тој само се залагаше. Тешка е и долга оваа моја дискусија, исто како што е тешка и долга кампањата на Народното допрвање. Но почитувани, на почетокот ќе биде потребна верба и моготворност. Но потоа многу брзо ќе дојдат резултатите. Нашиот прв чекор е токму на 8 мај. Нека потечат реки народ како никогаш досега, обединети за врновото допрвање и коалицијата Твоја Македонија, за успехот да биде комплетен. Јас верувам во секој еден од вас што денес сте овде пред мене. Заедно да ја пренесеме оваа верба до секој еден македонец и после 8 мај да се зафатиме со работа. Промените ќе бидат во наши раце. Тоа и го докажавме. Го докажавме на 24 април. Ќе го докажеме и на 8 мај. Македонија повторно ќе биде горди наша и тоа ќе го докажеме.
Одиме во втор круг со историска победа на македонскиот народ. Нема назад. Да сте ви живи и здрави, да Бог да ја благослови Македонија, Бог да ја благослови и окрено вечеро. Да волам браќа и сестри, да сте живи и здрави.